Сите идеали на светот побезначени се од солзите на едно дете. Децата се посебен народ, децата не се национални и верски војсководци. Тие се еден народ кој никогаш не извел револуција или контрреволуција, ниту пак повел војна. Децата ни се класно, ни национално прашање. Децата се прашање над сите прашања. Вели, тие се народ кој најмногу страда во војните судори и човекови трагедии. Ова е една од работите кои што мене ми останале всушност некако закотвени во мојата архива, кога некако ми е синоним она што се залага 3 децени веќе од своето работење Мегеши, првата детска амбасада во светот, и се сеќавам од моите средношколски клупи, некако Мегеши ми е синоним и не ми се верува дека денес за тоа ќе говорам и меѓу другото ќе бидам вклучен в настани, и тоа благодарение на нашата Катерина која што ја најавивме утринава. И ти благодарам што овие 3 децени некако ќе ги сублимираме, и тоа со ни помалку ни повеќе по овие 30 успешни години со на гала донаторска вечер која што ќе се случи всушност да ги вратиме детските насмевки во мода. Така ќе му дојде хајлајтот или да речеме мотото кое што ќе биде некако крунисување за одбележувањето на овие 3 децени на детската амбасада Мегеши. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Добро утро на сите гледачи на Телма. Навистина ми е задоволство еве после празниците вие да бидете први што ќе ја имаат честа да ја добијат информацијата во детали. Ти благодарам и среќни празници по теме, вака не се честитавме. За сите, така е. Добро си помина и успеа да земеш одишка мално. Кате? Со оглед на тоа дека веќе се подготвувате долго време за... Ова беше работен викенд, но беше токму во вистински момент кога оние технички детали и како би рекла последни подготовки треба да се завршат и да се направат, така што среќни сме, задоволни, исполнети, возбудени, има многу емоции затоа што навистина е овој настан што треба да се случи во четврток, крунисување на една децениска работа. 30 годишна работа, навистина многу труд, многу љубов, многу посветеност постои во тимот на Мегеши, безброј волонтери кои израснале. Едно од прашањата сигурно ќе им беше за волонтерите, да. Јас помнам дека баш од средношколски клупи имаше луѓе кои што Црвен крст и Мегеши, така тие ми се тие да речам две алки во закотвени во мојата архива. И сега тоа е прекрасниот момент кога враќајќи се назад низ годините, практично оние што тогаш биле средношколци и биле волонтери сега се реализирани успешни луѓе, и се надеваме дека голем број од нив ќе дојдат на вечерта за заедно да го прославиме роденденот, да се потсетиме и на моментите кога биле активно дел од активностите на Мегеши, така што навистина е еден премногу емоционален момент за сите нас што сме дел од Мегеши. И ќе ми остане сега баш како главен мотив. Мегеши е емоција, генерална емоција, значи независно од предизвиците со кои што се соочила детската амбасада, сепак на некој начин мора да кажам дека целото движење е една емоција, емотивна приказна. Еве ние Софи, во моментот ја гледам, и Софија имаме и во студиото, така, ако не се лажам. Ова не знам, сега се завртив можеби малку подоцна, беше едно од останатите 10 наши ангелчиња, така ги нарекуваме. И експонати кои што ќе бидат на ова гала. Сега гледате практично илустрации од нашите експонати што ќе бидат на аукцијата. Софија со нас во студиото, ја донесов лично. Бидејќи всушност кога се подготвувавме за тоа што да биде дел од аукцијата или како да ја направиме да биде посебно запаметена, остваривме соработка со многу компании, морам да признам, и многу донатори се приклучија со свои различни специфични производи за да може да го надополниме целото тоа што значи уживање за публиката и можност за донирање. Но Керакамика ни изработија 10 ангелчиња, така ги нарековме. Сите тие 10 ангелчиња ги добија своите имиња преку гласање на активистите на Мегеши, децата кои се дел од Мегеши. Значи избрани се имињата по желба на децата и практично тие ангелчиња ќе бидат дел од сетовите кои ќе бидат понудени на аукцијата. Не верувам дека
се, нема копија, нема поинакви, специјално се изработени само за овој настан, За овој така да настан. сме навистина преблагодарни. Ја не се сомневам дека сигурно нели на ова гала донатарска вечер спонзорите, оние помагатели и поддржувачи на Меѓаши конкретно за овие 30 успешни години, нели од своето формирање, без исклучок, мислам буквално се вклучија без прашалници да бидат дел од оваа вечер. Да, Верувам дека- дури и на мое огромно задоволство и изненадување и вчера, што беше неработен ден, еве да речеме празничен ден. Добивте повици? Да, добив повици и жилба на дополнителни донатори да се вклучат, така што еве ќе се обидеме и во овие 2 дена да ги прифатиме сите оние кои сакаат навистина да ни дадат некаква форма на поддршка, да ни покажат почит, вклучително и сите гости што ќе дојдат таму и ќе можат да се надаваат. Навистина многу ни значи поддршка. Баш ќе биде права една убава интерактивна дружба. Да, дефинитивно. Сега би сакал колку време кате си како дел од Меѓаши? Јас 2,5 години сум дел од Меѓаши. Да, прво почнав како надворешен соработник. Потоа од минатата година сум вклучена и како член на собранието. Така да мојата улога малку се продлабочи, но она што е интересно ти го спомена предходно. Нашиот почитуван председател Драги Змијанац, морам да го споменам, пробаран из неговата архива и ме пронедени сликите во 99-2000 година, кога јас работев на друго место, но ја водев програмата за општествена одговорност. Да, ме најде како сум била дел од тимот кој соработувал со Меѓаши во тоа време. Така да очигледно во ДНК некаде ни било запишано дека ќе завршиме заедно. Универзумот ги дава тие работи со своја рака. Сега би сакал да те прашам, знам дека нели располагаш со некакви податоци, колку досега можеби се направени вака, ако те прашам, радикални промени во општеството во врска со состојбата на децата, и несомнено е дека голем дел од тие промени започнуваат со апропо рушењето на молкот. Да. Колку се направени можеби промени барем во овие 3 децении, и верам дека можеби 2,5-3 години си таму, меѓутоа ја знаеш генерално историјата и работата. Речиси сите сме запознани благодарение вам како медијатори, да речеме таа емотивна локомотива која што 3 децении е низ нашето општество. Она што би рекла дека ни е суштински важно и е дел од нашите да речеме вредности како организација. И стратегии, политики со кои се залагаме. И транспарентноста, отчетноста. Многу ни е важно јавноста да биде упатена во тоа што работиме, како работиме, што правиме како прва детска амбасада Меѓаши. И би рекла дека работата со децата и со училиштата е суштината кон која сме насочени во сите овие 3 децении. Еден од клучните и главни, многу важни проекти кои ги работиме веќе со години со поддршка на меѓународни донатори е мировното образование. Тоа е огромен проект кој се спроведува во рамки на средните училишта, во кој што практично се работи со наставниците, се работи на промоција на решавање на насилно решавање на конфликтите, како да се искористат техники, посебни начини да се приближи кон децата начинот на толеранција, односно што значи да се бара решение, да се бара диалог наместо насилство. Многу сме горди на тој конкретно, на таа активност. Потоа имаме многу активности во кои ги вклучуваме децата. Сакаме децата да бидат вклучени во одлучувањето. Тие и пред неколку месеци изготвија извештај за тоа како се чувствувале во време на пандемијата, што е тоа што они очекуваат во рамки на процесот на образование, што посакуваат, каков начин, какво општество. Вие создавате еден прашалник за децата, да ги дадат им... Да, децата го креираат, децата го презентираат, децата одржаа пресконференција. Значи, навистина сакаме да им ја дадеме моќта на децата и тоа е една од работите кои многу интензивно ги работиме. И секако би рекла дека тука е и со телефонот причината поради која всушност ја наменуваме донаторската аукција. Тоа е сега ребрендирано во Ало Бушавко. Ало Бушавка, ако не се лажам, веќе има и сајт свој кај што може да се нели да си го посетат гледачите во случајот или корисниците, и убаво што го сподели кате СОС бројот, и понатаму ќе кажам останува на некој начин еден
аспирин на болката кај многумина. Да. Верувам дека се генерираат секојдневно податоци нели преку овој СОС број. Дали е зголемен бројот на повици на некакви случаи, барем еве последниве години, или можеме да кажеме дека имаме мегеше доживеа зенит на некаква си позитивна енергија во моментов? Да, да. Веќе 29 години постои телефонот, меѓаши всушност е тој што со години го одржува и со помош на професионалци, психолози и волонтери кои помагаат да биде достапен 24/7 всушност тој телефон до корисниците. За жал во последната година, особено со пандемијата, се бележат зголемени јавувања. Нас не загрижува тоа. Не би рекла дека сме среќни за тоа што има толку многу проблеми кои ги чувствуваат, но од друга страна па сме среќни што можеме да ја понудиме таа услуга, што луѓето препознаваат дека сме местото каде што можат да побараат помош, поддршка, совет. И навистина тоа не охрабрува за тоа што во некоја смисла знаат точно каде е местото каде што можат да се обратат. И СОС телефонот го ребрендиравме во Ало Бушевко со причина да го доближиме што повеќе до новите млади генерации. И добро звучи. Да. Баш како некој пријател. Да, нели? ете така, точно. Тоа ни беше идејата да не формален биде број на кој што ние мора да пријавиме нешто, да се чувствуваме можеби непријатно, а всушност некако и тоа дава една. Да, сакаме да го почувствуваат токму баш на тој начин, како пријател со кој што може да се поразговараат. Направен е да може да дополнително да се информираат луѓето на различни теми, поделено е, содржините се поделени така да секој може да си најде нешто свое интересно. Младите може да чатуваат со пријателот Бушевко, односно нашите волонтери и професионалци, така што се обидуваме да ги следиме трендовите, да се трансформираме и воедно да се доближиме до оние на кои што сме им најпотребни, тоа се семејствата и децата. Волонтеризмот секогаш го поистоветувам со willingly, волјата, нели, и убаво што го спомена, го потикна, бидејќи некако е вистина еднаков на љубов да се помогне во нештото без никакво очекување, аплауз, верификација, можеби поддршка и некакво браво. Сепак ќе споделиме дека волонтеризмот и понатаму, особено во овие денови во кои што живееме, и светот е есенција на нудење на емпатија, сочувство, неспоменатата толеранција, во огромни тони количини љубов и сочувство да помогнете некому. Каков е сега интересот? Дали ќе погрешам ако кажам дека може повеќе од 20.000 волонтери помина годиниве наназад, барем во овие 3 децении постојање на меѓаши, и како во моментот, да речеме, го доближувате работењето како прва детска амбасада во светот, за да се потикне волонтеризмот се повеќе, да речеме, кај младите. Со оглед на тоа дека, за жал, и тие не подлегнуваат веќе на разни информации, тематики, црна хроника и не им дозволува да бидат можеби мечтатели понекогаш на убавото, емпатијата, сочувството и љубовта. Да, ние со гордост ќе презентираме монографијата и краткиот филм на историјатот на меѓаши истата вечер. Браво. Нашите гости ќе можат и да се запознаат со дел од тоа што се опфатило меѓаши во своето работење низ сите овие 30 децении. И би рекла дека да, има млади луѓе кои се многу желни и расположени да се вклучат и да се приклучат. Имаме изворена соработка со млади студенти, особено од психологија групата, кои пак со посебно интересирање се приклучуваат на нашата работа. Со оглед и на определбата која што имаат како професија, ова е извореден начин за нив да се вклучат во реалните проблеми и реалниот живот. И мислам дека не би биле меѓаши тоа што се, доколку не би биле двигатели на инспиратори на волонтеризмот и на тоа што значи емпатија и грижа за другите. Би рекла дека еве сега и на самиот настан веќе имаме десетина млади луѓе кои ќе волонтираат во рамки на организацијата, на целиот организацијски дел, за да се тече, како велел тоа, мазно и убаво.
така што и на самиот настан ќе бидат присутни. Дополнително имаме многу волонтери кои на секаков начин всушност се вклучувале во различни активности и акции кога тоа го работело Медјаши. Можеби е вредно да споменам дека меѓу другото имаме и посебна програма за помош на социјално загрозени и многодетни семејства, на кои што секој месец Медјаши испорачува пакети со хигиенски производи и храна. Имаме до одредени адреси тоа им се доставува. Тоа е нешто што Медјаши го прави веќе со години. Имаме различни донатори, тоа го обезбедуваме за тие семејства. Меѓу другото планирано на 29-ти, всушност 29-ти е вистинскиот роден ден. Вистина? Да, ние го правиме на 28-ми. Затоа целиот фокус беше 29-ти на порите. На 28-ми вечерта всушност на полно ќе ги дувнаме свекичките и ќе кажеме дека роденденската недела уште е отворена. Ние секој ден имаме некакви активности, вклучително и денес и утре, така направивме всушност да биде роденденот долго славење на тоа што значи споделување радост и љубов, особено сега од кога се олеснија малку мерките за после пандемијата, така да гала настанот е на 28-ми, а на 29-ти, кога ни е вистинскиот роден ден, организираме еден прекрасен момент со децата на овие многодетни семејства. За нив магионичарот Кристијан ќе изведе посебно шоу. Повторно ќе имаме многу радост, многу среќа и ќе го прославиме со деца. Ако не грешам, од денес имате ни за наставни кои што ќе се крунисаат со 29, така? Точно, да. Супер, вклучувајќи го и Кристијан. И гала настанот, и донаторската вечер, која ќе биде, да речеме, малку поформална во однос на активностите. И потоа им се враќаме на 29 на нашите деца кои всушност се и сршта на Медјаш. Претпоставам дека е отворена покана за сите кои што сакаат да дојдат на 29 или повторно ќе има одредени гости и подржувачи кои што ќе бидат дел од оваа гала донаторска вечер. Како вие? На 28-ми има се уште можност кој сака да се вклучи на страната на Facebook на Медјаши или директно може да контактираат во канцеларијата на Медјаши, може да добијат повеќе информации како може да земат учество на 28 на гала донаторската вечер. Може да дојдат да уживаат во вечерта, во атмосферата, ќе имаме забава со диџеј после формалниот дел. Аукцијата ќе биде фантастична, имаме изворедни. Сакаме те прашаме околу аукцијата, нели бидејќи централен настан нели на некој начин е ова 30 годишнина. Потсетувам уште еднаш, сега ги гледаме тие дел од оние експонати, така што на некој начин сите гости кои што ќе бидат присутни ќе уживаат во вечер посветена на успесите, заедничките промени, прославувајќи ги сите позитивни човекови вредности, вечер на која што ќе дојде до израз хуманоста. Сите собрани средства каде ќе бидат насочени за поддршка на работата на Ало Бушав. Така е. Ало Бушавко е она што ви го објаснив со линијата за деца и млади, која што еве оваа година треба да си ја проложи својата работа самостојно и на овој начин сакаме практично да ја дадеме потребната поддршка. Желба е на сликата што ја гледате. Уште едно од ангелчињата кои се заштитен знак на нашата аукција и се надеваме. Ќе биде баш аукција со бројчиња, така? Да, Марко. Да, со наддавање. Имаме два дела всушност. Едната е јавна аукција, таа ќе биде така со наддавање. Како што ја познаваме, како формат. Да, како на филмовите што. Да. А втората ќе биде тивка аукција која што ќе се случува во неформалниот дел. Распределени се експонатите така да всушност има за сите вкусови, од ноќевања донирани од наши познати туристички места, до ваучери за храна во ресторан, до специфични вина кои се ретки и кои не може да се добија, да се купат на пазарот, ексклузивен шампањ, имаме чоколади, имаме чоколадни креации, ангелчињата веќе ги споменав, имаме дополнителни ваучери
вечери кои ни ги донира нашите спонзори, донатори, рачни изработки кои се специјално креирани за овој настан, така што ќе биде навистина преубава богата вечер. И она што сакам да го кажам е дека имаме 3 мистериозни кутии. Мистериозни кутии? Да, кои всушност нема да надавачите или учесниците во донација... Нема да им откриете што има во мистериозната Така кутија? е, да. Меѓутоа ќе донираат се Ќе за цел? донираат и потоа ќе откриеме штом ќе биде? заврши донирањето, ќе откриеме што има во тие мистериозни кутии. Имаме едно многу специјално изненадување кое нема сега да го откријам, ама повторно е поврзано со ексклузивна донација која ни пристигна од Белград, Србија. Браво. Така што кој сака е заинтересиран и има желба да не поддржи, да донира и да ужива во една посебна вечер, посебно дружење со меѓаши и со она што е дел од сршта на меѓашија, тоа е детските насмевки. Да ги Тука вратиме сме во на мода. 28. Да. Супер, Кате, ти благодарам и убаво што го споменаве само за крај, бидејќи веќе си 2-3 години речиси во Мегеши, април 2020, јас ќе кажам и еве април 2022, некако е, или ајде, поточно до минатата година одбележана беше како глобална криза која што беше предизвикана за жал нели од ковидот. Претпоставам дека во ова тридоцениско работење Мегеши се соочило со бројни кризни состојби каде децата биле за жал и жртви. Да. Ако се извлече поука од поученото и попат какви беа предизвиците за Мегеши можеби во екот на пандемијата? Знам дека имавте и кампања која што беше Потикни мир, исто така успешно завршена. Да. Навистина беа сериозни, особено во моментот кога децата останаа дома, кога нели минатата година, можеби веќе и година и пол, би било убаво да броиме дека практично децата не беа воопшто во училиште. Префрлањето на онлайн беше голем предизвик за многу семејства. За среќа Меѓаши тоа гласно и многу брзо го нотираше или да речем го санираше целиот проблем, го лоцираше, баш да. Така да направи низа активности за да се даде поддршка на овие семејства. Една од активностите беше во соработка со 2 невладини организации и со МАСИТ, комората на IT. Практично упативме апел до сите IT компании да донираат техника, компјутери кои не им се неопходни за работа. Ги лоциравме. Ги имаат во залиха, супер. Така, ги лоциравме директно до децата, до корисниците, до училиштата. Таа акција опфати над 60 деца. Потоа следуваше акција за обезбедување на интернет конекција со друг донатор, за да може нели децата да бидат вистински вклучени во процесот на образование. Значи сите тие работи некако беа последователни на наоѓање решение, затоа што како јас го доживувам, Меѓеши не сме тука само да ги лоцираме проблемите, не сме тука само да укажеме каде не функционираат работите, туку сме тука и да пристапиме кон наоѓање решение, предлагање решение или барем покажување на добар пример како може да се направи некое решение за другите да се приклучат и да го следат. Да го следиме и патот на емоцијата вистинска на Мегеши. Посетам уште да ги вратиме детските насмевки во мода. Овој 29-ти, овој четврток, ти благодарам за споделеното искуство. 28-ти е четврток, 29-ти ни е петок роден ден. Роден денот кој што е и официјалниот датум кој што го сподели Кате. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам многу и се гледаме. Се гледаме, обавезно.